Распослани покрај Охридското езеро помеѓу планините Галичица и Јабланица на надморска висина од речиси 700 метри на простор каде се содруваат медитеранската и континенталната клима, градовите Струга и Охрид долго се сметаа за еколошки чисти подрачја каде нема загадување, а жителите дишат чист воздух. Но тоа не е така, вели Никола Кукунеш, екоактивист вклучен во проектот за справување со загадувањето на воздухот во Струга, во чии рамки минатата година за прв пат беа спроведени релевантни мерења за присуство на штетни честички во воздухот, кои во одредени периоди покажале неколкукратно надминување на дозволените нивоа. Она што треба да загрижи е тоа што треба да се подигне свеста дека навистина се повеќе луѓе заболуваат од болести кои што во минатото не биле толку присутни и немало толкав ефект врз жителите и на Охрид и на Струга, и дека навистина треба да се размислува и за начинот на кој што ги затоплуваме нашите домови и на начинот на кој што ги планираме активностите на проширување на градовите. Тоа значи дека и во поглед на урбанизацијата мора да се води грижа за тоа како сето тоа ќе го изреализираме, а при тоа да остане некаков промет на воздух и нешто што ќе продолжи да го циркулира и движи истиот. Загадувањето на воздухот се чувствува, велат стружани. Нормално мириса навечер. Најголем извор на загадување на воздухот кај нас се индивидуалните ложишта и користењето на најразличен огревен материјал, вклучително и опасен отпад, како што се гумите од возилата кои при согорување во воздухот испуштаат канцерогени состојки. Све помлади и помлади луѓе умираат од проблеми канцерогени на кои што се извинувам што ќе кажам, му било пишано кај нас се кажува, а не да се истражи зошто, како толку луѓе од карцином на плуќа умреле. Не е се поврзано со пушењето, има и ефекти од аерозагадувањето и навистина тоа на луѓето мора да им се објасни, луѓето имаат право да знаат како воздух дишат и да нормално државата превземе се за да се надмине проблемот. Според Точко, посебно треба да не загрижува проблемот со загадувањето на воздухот што го предизвикуваат депониите, бидејќи отпадот не се селектира и при палење, што е честа појава кај нас, во атмосферата се испуштаат исклучително опасни материи. Одговорно тврдам дека најштетни честички се наоѓаат тогаш во воздухот кога гори таква депонија, кога чади, и она што е битно и што вие прашавте и јас тврдам дека не сме очигледно свесни што вдишуваме и каква е опасноста од тоа палење, согорување на депонии. Друг сериозен проблем е што во јавност често се пласираат неточни податоци за аерозагадувањето од нерелевантни извори, направени со несоодветни и непрецизни апарати, односно мерени со сензори со многу висока мерна неодреденост, велат од Министерството за животна средина и просторно планирање. Несоодветните мобилни сензори кои вршат мерење на гасните супстанции пак имаат уште поголем проблем, заради тоа што сензорите имаат висока вредност на граница на детекција, резолуцијата при мерењето е различна и резултатите може да покажат разлика и до 1000 пати. Единствено релевантни се сметаат податоците од Државниот автоматски мониторинг систем за квалитет на амбиентен воздух, кој се состои од 21 фиксна и една мобилна автоматска мониторинг станица, со кој управува одделението за мониторинг на квалитет на амбиентен воздух при Министерството за животна средина, а кои се јавно достапни на официјалната веб страна на Министерството.